Здравствените проблеми со кои се соочувам и советите од лекарите упатуваат на тоа дека постои неопходност од подолго лекување и закрепнување, затоа што јас нема да сум во можност да ја обавувам функцијата министер за финансии и потпредседател на владата на Република Македонија, наведува Ставревски во писмената оставка. Во 10 години што ги помина во самиот врв на владата на ВМРО-ДПМН, тој беше еден од главните креатори на економската програма на екс-премиерот Никола Груевски, проектите за намалување на невработеноста и привлекување на странски инвестиции. Во оставката се заблагодарува на сите со кои соработуваше. Ми беше задоволство да бидам дел од овој економски тим кој со голем жара, ентузијазам, одговорност и посветеност работеше за Македонија и донесе резултати кои многу граѓани ги почувствуваат тргнувајќи од сериозното намалување на невработеноста, значително подобрување на бизнис климата, високи растови на економијата и извозот, носењето на многу инвеститори и водењето здрави макроекономски и финансиски политики. Но потпредседателот на опозицијската СДСМ Дамјан Манчевски по веста за оставката на Зоран Ставревски рече дека се покажало и се распаѓа бетонот на фамилијата на власт. Еден од клучните играчи на режимот го напушти бродот што тоне, изјави тој. Зоран Ставревски долго време знаеше дека се уништува економијата и осиромашуваа граѓаните, додека фамилијата се богатеше. Се има свој почеток и свој крај. Крајот на режимот е блиску. Ставревски беше еден од главните актери во прислушуваните телефонски разговори на високи владени фигури, десетици илјади други лица во Македонија што минатата година ги објави опозицијата. Тој во снимките во неколку наврати во искрен разговор со екс-министриката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска се слуша како нервозно реагира поради притисоците со кои се соочува, ја критикува владината политика, особено проектите за кои беа потрошени големи суми, а критикува и делот со партијците за пречекорување на властувањата. За разлика од министрите кои по обелоденувањето на скандалот веднаш се повлекоа од позициите, Ставревски остана во министерската фотелја повеќе од една година по аферата. 80 милиони, 60 милиони, 42 милиони. Као бе ова да беа, мислам, на дрво да ги бере в пари, па не може ова да не се издржува. И сега шо ја ќе успеам од сите 5 милиони да скратам и тоа ќе ме кошта огромни нерви. Инаку Ставревски за министер за финансии беше избран во 2009 година и оттогаш досега непрекинато ја вршеше функцијата. Како дел од владата предводена од ВМРО-ДПМН од 2006 година, кога првично беше потпредседател задолжен за економски прашања. Тој во оставката се заблагодарува за плодната и професионална соработка и на претходниот председател на владата Никола Груевски, во чиј владин тим беше цели 9 години.